Јас само да напоменам една работа. Прво, денес имам една, сега би рекол, актуелна забелешка. Дали како председателка сте сигурна дека може да продолжиме со работа во услови кога немаме кворум, бидејќи цело време се повикуваме на членови и на заменици членови. Сега имаме присутни заинтересирани пратеници кои што се повеќе заинтересирани веројатно како пратеници во собранието, отколку што се заинтересирани некои членови или заменици членови на оваа комисија. И самото тоа денешното присуство покажува дека секој пратеник има право, тој кој што е заинтересиран, да учествува во работата на комисијата. Мојата процедурална забелешка е по однос на две работи. Прво, по однос на барањето на предходно на колегата пратеник Тони Аревски за процедурално. Врз основа на сите прописи во собранието, вклучително и на деловникот на комисијата за прашањата на изборите и именувањата во собранието на Република Македонија, секој пратеник има право, основно право, да учествува во работата на работните тела. А работата на работните тела е се што се однесува на работното тело. А во работното тело, ако може колегата Тони Аревски да предложи, например, точка за измена и дополнување на дневниот ред, сигурно вие како председателка на комисијата не би ми гоускратиле таквото право. И ако може да предложи точка на дневен ред, без разлика дали неговиот предлог би бил прифатен или одбиен, тогаш зошто не би можел да има процедурална интервенција. Второ, самите влегувате во контрадикторност. На еден колега пратеник, господинот Пренџов, пред неколку дена му дозволувате процедурална интервенција и во ред, тоа беше според мене и правилно. Ја искористи таа процедурална интервенција, ги даде своите забелешки, вие имавте своја аргументација против таа процедурална интервенција, но што е разликата помеѓу еден пратеник кој што не е член и добил можност да се обрати процедурално, да интервенира, и друг пратеник со ист статус, кој што не е член на оваа комисија, заинтересиран е за незината работа, а нема можност да добие процедурално. Тоа е, според мене, селективно толкување и на деловникот, но за жал и селективно постапување спрема колегите кои би требало рамноправно да ги третирате без разлика од која политичка партија доаѓаат или без разлика на нивниот личен однос кон вас како пратеник или како председател на оваа комисија, на ова работно тело. И она што вчера го споменавте, сметам дека не дозволиво, барем така, во собранието се работи врз основа на аргументи, врз основа на нешто што веќе сте го забележале, а не врз основа на интуиција. Вие вчера во недозволувањето на колегата пратеник Тони Аревски да добие можност да има процедурална интервенција, кажавте: јас знам дека вие ќе ја злоупотребите процедуралната интервенција, но тоа е претпоставка. Никој не може да знае што е неговата процедурална интервенција. И врз основа на такви претпоставки не треба на никого да му се ускрати правото, и пак ќе напоменам, основното право на пратеникот е да учествува во работата на работните тела и во работата на собранието. И затоа сметам дека неговото учество на оваа комисија значи и учество, и можност, и право за процедурални интервенции на оваа комисија. Сега ќе ви прочитам неколку членови од деловникот на оваа комисија за прашањата на изборите и именувањата, кој што е актуелен. Впрочем, вчера и на претходната седница се утврди една точка беше точката предлог за измени и дополнување на деловникот, што значи дека овој деловник постои и треба да се применува, без разлика кој парламентарен состав го донел, тоа не ја укинува неговата важност, каде што има член 8, каде што пишува дека председателот на комисијата
поканата за седницата ја доставуваат до органите на државната управа и до другите органи и организации кога на седницата на комисијата се разгледуваат прашања од нивна надлежност. Значи, вие како прво, ние на самиот почеток на седницата побаравме кандидатите, барем кандидатите, за можни идни членови на Уставниот суд да бидат поканети како предложени кандидати и секој да има можност да се обрати по 20-30 минути да се представи себе си пред пратениците, но и пред јавноста и за тоа да добие оценка од јавноста, оценка од пратениците, може би и прашања за тоа колку е компетентен и колку е стручен за областа за која што се предлага. Но, за жал, парламентарното мнозинство ја одби таквата иницијатива, што сметам дека ја намалува транспарентноста на оваа комисија, иако тоа е предвидено. Но како и да е, во членот 8 пишува дека председателот на комисијата поканата за седницата, пак ќе повторам, ја доставува до органите на државната управа и до другите органи и организации кога на седницата на комисијата се разгледуваат прашања од нивна надлежност. Моето процедурално прашање и интервенција е дали вие како председател на комисијата имате упатено покана за присуство на оваа седница до Уставниот суд, до сегашните актуелни членови на Уставниот суд и до раководството. Не се само членовите, Уставниот суд има и секретаријат и други позиции кои што може да бидат представници на Уставниот суд, но може би некои членови на Уставниот суд ќе беа заинтересирани да бидат тука и да ја сослушаат расправата по однос на кандидатите, а како поканети нема да имаат право да одлучуваат и да не се членови на собранието, но може би ќе имаат право да постават некои прашање за некои од предложените кандидати или да дадат некој свој коментар. Според оно што го видовме од материјалите кои што службите редовно ни ги доставуваат, јас до сега не сум забележал дека е испратена покана до овој орган на државната управа, до Уставниот суд, а ние разгледуваме на оваа комисија прашања од нивната надлежност, односно расправаме за идни кандидати или можни членови на Уставниот суд. Сметам дека тоа е пропуст и сметам дека ваквиот пропуст на некој начин ја подценува важноста на Уставниот суд, но на крајот од краиштата е спротивно на деловникот кој што треба да биде регуларно испочитуван. Дали ќе дојде некој представник на Уставниот суд или не, или ќе кажат дека имаат други обврски, тоа е нивно право, но ваша обврска е и наше право е да овој државен орган биде поканет и да овозможиме да бидат присутни на оваа седница и да ја следат расправата, бидејќи ова прашање е од нивна надлежност. Другиот член, кој што исто така сметам дека е, да, и да се надоврзам нова на членот 8, сметам дека членови на Уставниот суд, доколку беа присутни, ќе можеат да ги слушнат и нашите забелешки, например, за предложениот кандидат за член на Уставниот суд, господјата Татјана Бојаджиева. И како членови на Уставниот суд, тие сметам дека актуелни членови многу добро можат да дадат толкување и дефиниција што значи тоа истакнат правник, врз основа на што се предлагаат и да видат врз основа на самата биографија и врз основа на самите дискусии за кандидатот Татјана Бојаджиева, немаше да биде тешко за нив да констатираат дека воопшто не се работи за истакнат правник. Не станува збор за истакнат правник и јас си дозволувам да заклучам дека не е упатена покана за седницата до Уставниот суд и до членовите на Уставниот суд, токму заради свесноста на парламентарното мнозинство дека добар дел од кандидатите кои што ги предлагате за членови на Уставниот суд, особено господјата Татјана Бојаджиева, не исполнува
ниту минимални критериуми од тоа што значи истакнат правник, а тоа лесно би го воочиле актуелните членови на Уставниот суд и самите би биле свесни кого парламентарното мнозинство им го спрема за нивен иден колега или член, кој што е далеко од критериумите на истакнат правник, бидејќи нема никакви стручни трудови, нема никаква судска, адвокатска, обвинителска, професорска, академска или било каква активност или искуство, за да може да биде квалификуван како истакнат правник и иден уставен судија. Втората забелешка е по однос на членот 10 од деловникот на оваа комисија за прашање на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, донесен во 2002 година. И членот 10 пишува: во работата на комисијата покрај членовите на комисијата може да учествуваат и предлагачи на одделни предлози од дневниот ред за да ги образложат истите без право на одлучување. И вториот став: во работата на комисијата може да учествуваат и пратеници кои не се членови на оваа комисија без право на одлучување. И пак ќе повторам, клучниот термин во овој член и во став 2 е работата на комисијата. Работата на комисијата подразбира почеток на комисијата, процедурална интервенција, исто така работа на комисијата, усвојување на дневен ред, измена на дневен ред, предлози за измена, дополнување на дневен ред, исто така работа на комисијата. И вие со недавањето можност на пратеник, наш колега, да има процедурална интервенција, вие оневозможувате, односно го прекршувате членот 10 од овој деловник, пратеникот да учествува во работата на комисијата, а ако не е член, се разбира без право да одлучува. И затоа сметам дека ускратувањето на право на пратеникот Тони Аревски да има процедурална интервенција е попречување или оневозможување на неговата работа во активностите на оваа комисија за која што е заинтересиран. На крајот од криштата и личното искуство што ви го кажа ваше со пратеникот Пренџов тоа го докажува, но и моето искуство исто како председател на Комисијата за надворешна политика, без разлика кој ќе биде присутен на одредена расправа и дали некој пратеник е член или заменик член или не е воопшто член на Комисијата за надворешна политика, кога некој ќе побара процедурална интервенција, никогаш не сум ускратил право на некого да има процедурална интервенција, дури и кога не се заменици членови. Впрочем, тоа го имавме на предходната седмица, кога расправавме за ратификациите за Шведска и Финска, исто така и за неколку амбасадори, каде што процедурална интервенција побараа пратеници кои што не беа членови на комисијата и добија можност процедурално да реагираат. И затоа сметам дека процедуралната интервенција на пратеникот е дел од работата на пратеникот во Собранието и во работните тела на Собранието. И тоа што сакам дополнително да го надоврзам на овие аргументи, сега ќе ви кажам кои се членови на оваа комисија, освен вас како председател. Јован Митрески е заменик председател. Не е тука, гледаме колку е заинтересиран. Горан Мисовски доаѓа од време на време, денес не е тука, но сепак може да кажеме дека имаше активности. Диме Велковски не е присутен, сепак е член. Фаница Николовска е присутна и е често тука. Дарко Каевски од време на време исто така. Мерита Коджаджико не сум ја забележал подолго време. Арбен Зибери исто така. Јас сум, еве да кажем, со одредени исклучоци гледам да сум присутен. Александар Николовски поредко, Дафина Стојановска редовно присутна, Игор Јанушев ретко присутен, Никола Мицевски од време на време присутен, Сурија Рашиди, да, вчера беше присутен, денес гледам дека не е.
Од заменик членовите Моника Зајкова, Павле Тријанов, ретко, да речеме никогаш. Хусни Смели беше вчера присутен и денес го видов, но Мартин Костовски поредко, Берата Дари, не знам, не сум запознаен толку, Арта Билали ја има понекогаш, Владо Миселовски поредко, Благица Ласовска е често присутна, Ане Лашковска исто така, често присутна, Марија Петрушевска има одредени активности, Елми Азири не сум го забележал. Ги прочитав сите членови и заменици за да видите дека за работата на оваа комисија има пратеници во собранието кои што не се членови или заменици, но се многу позаинтересирани од самите членови или заменици и не е ниту според духот на законот и деловникот, ниту пак според логиката на тоа што е напишано во одредбите, да им се ускратува право да бидат активни, ако се заинтересирани. Без разлика, вие денес ја закажавте комисијата во 9:30, иако знаете и сама дека за некои колеги пратеници кои што живеат подалеку и не се во главниот град, некој живее можеби во Струга, некој живее во Битола, некој живее во Гевгелија или во Валандово или во Струмица, е потешко да стигнат во 9:30 и можеби тоа ви е планот со порано закажување на седниците да им ги отежнете, условно кажано, условите за присуство на седницата, но гледате дека сепак има интерес и сепак колегите кои што им значи работата на седницата и самата тема која што е актуелна, прават напори да бидат присутни и да дојдат на оваа комисија, но некои колеги кои што се членови или заменици, за жал и кога е комисијата и во 11 и во 13 часот закажана, немаат никаква активност од нивна страна и затоа сметам дека треба на тие што се заинтересирани да им овозможувате да бидат и да се вклучат и во работата. Еве колегата Елми Азири само што го спомнав и гледам дека пристигна. Но како и да е, и за друга беше исто и поентата што сакам да ја надополнам на ова. Процедуралната интервенција во членовите и во замениците членови никаде не е запишан пратеникот Љупчо Пренџов. И сега ако вие сте му дале на пратеникот Љупчо Пренџов, кој што не е ниту член, ниту заменик процедурална интервенција, тогаш зошто да не му дадете на пратеник со ист статус, како неговиот? На крајот од краиштата, правилата на играта кои што се востановуваат, дури и да се направат некои исклучоци, не би требало да се менуваат во текот на самата седница. Вие имате мнозинство во комисијата и вие сте можеле, иако според мене не би било деловнички, но може да им кажете на колегите од мнозинството, во ред, ајде подразно ќе гласаме некој заклучок за кој има право или кој нема право да се јавува процедурално. И тоа би било, според мене, наметнување на волја на мнозинството спротивно на правилата на деловникот, но би било некаква, ајде да кажем, релативно некаква одлука која што ќе прави одредени ограничувања, рестрикции, но нема ниту таков обид во овој случај и селективноста очигледно е произволна, односно сте му дале процедурално на пратеникот Пренџов, со надеж дека тоа ќе биде ретка појава или можеби имате кон него некаква, да речем, колегијална слабост или нешто друго. Тој искористил такво право, се обратил, но зошто не знам дали тука пратеникот Пренџов го видов, но немам никакви не би преодицирал ништо, зборам чисто технички, но истите правила би требало да важат за секој пратеник и за пратеникот Тони Јаревски избран е на ист начин од истите гласачи, од истата општина, на истата листа, со истиот мандат како што го имате и вие, и пратеникот Пренџов и сите ние.
тука и не би требало никој да има помалку можности да учествува во работата на оваа комисија. Она што исто така може да биде подкрепа на оваа процедурална интервенција е, тоа е исто добра лекција и за секој пратеник, посебно за претседателите на комисии и работни тела, е статусот на пратениците во собранието од книгата Парламентарно право, издадена од Фондацијата Конрад Аденауер, и сметам дека тука како прво и основно право, но и должност на пратеникот е да присуствува на седниците на работните тела и да учествува во нивната работа. Затоа сметам дека сите тие кои што се присутни на работните тела и се заинтересирани да работат во истите, би требало да бидат удостоени во најмала рака со можноста да имаат процедурални интервенции кога за тоа има основа, а водењето на комисијата на ваков начин очигледно е дека дава основа за процедурални интервенции. И она интервенција што и тоа што сакав да го споменам исто во процедуралната интервенција поврзано со колешката Бети Стаменковска-Трајковска. Таа имаше една долга, би рекол, интервенција, најдолга до сега, и тоа не мора да речам да биде главниот аргумент. Не е битно кој колку ќе говори, но битно е кој колку е мотивиран и колку аргументи или факти или сознанија има на одредена тема, што на секого може да му помогнат, на секој пратеник, па и на самото работно тело. Но секој пратеник има право да му бидат обезбедени соодветни услови за вршење на функцијата пратеник. И сега во самата работа, ако вие сте член и на други комисии и имате вие ваше обраќање и ваш говор, еве да кажеме во истата сала на некоја друга комисија, и ако вие побарате чаша вода, еве да кажеме говорите 1 час или 2, имате аргументи на одредена тема и мотивирани сте, тогаш должно се на тој кој што ја организира работата на работното тело и на комисијата, во случајов вие како председател и на вашите соработници кои што се тука ангажирани, должно се на пратеникот да му излезат во пресред без разлика каква е потребата, да му го овозможи тоа ако е некое нормално, природно, човечко барање или потреба, и истото тоа да не му се брои како прекин на говорот или пак да го спречи во извршувањето на својата функција, а тоа е да го заврши своето обраќање, својот говор или да ги изнесе своите аргументи. И вие сте председател на комисијата, имате повластена позиција, секој од нас има одредени потреби во текот на денот, биолошки, физиолошки и други, и може да кажете и кога и вие ќе имате таква потреба, дадете кратка пауза, 10 минути, 20 минути и потоа продолжувате. И ние го почитуваме тоа и гледаме дека тоа е нормален дел од, да кажем, од дневните активности на секој човек, па и на еден пратеник. Но тогаш зошто на колешката Бети Стаменковска-Трајковска тоа не би било овозможено? Зошто за неа не би биле обезбедени соодветни услови, макар од 5 или 10 минути пауза за завршување на одредена лична потреба после 10 часовен говор, а напротив тоа да се користи како аргумент за таа да не продолжи, и се знае дека еден човек мора некогаш во текот на денот да ги направи тие потреби, но од ваша страна некоректно е врз основа на тоа што колешката Бети Стаменковска-Трајковска говорела 10 часа, па потоа имала потреба да излезе 5 минути заради лични физиолошки потреби, вие тоа да го сметате како
завршување на говорот, тоа е ускратување, повторно би кажал, на незиното право да си ја врши функцијата пратеник, а од ваша страна е несоодветно организирање на работата на работното тело и нееднаков третман на пратениците. Дури сме имале и ситуации каде што пратеници, еве да кажеме денес, може би ќе има одреден настан во парламентарниот институт и ако има таков настан или може би во некоја друга комисија или работно тело или може да биде и странска делегација или некакви средби, пратеникот има право, без разлика дали е член или е заменик член или не е член на одредено работно тело, на најсоодветен начин, и тоа пак би било преку процедурално барање да побара од председателот на комисијата да има пауза од 20, 30 или 50 минути, да учествува на таа друга средба или што и да е друго, и често се случувало тоа и се дозволувало. Тоа не е воопшто никаков, не би требало да биде проблем, но очигледно е дека вие за жал правите проблематични ситуации од без потреба, а едноставно со, би рекол, произволно толкување на деловникот на оние кои што вам ви се допаѓаат или не ви се допаѓаат за како говорници, не само врз основа на аргументите, туку и врз основа на времетраењето на говорот. Па јас си дозволувам да заклучам дека единствената грешка или единствената забелешка што вие се разбира, не очекувам јавно да ја кажете, но што може би сте ја донеле како заклучок кон искористувањето на правото на говор на колешката Бети Стаменковска-Трајковска, е што таа предолго за ваш вкус говорела на седницата, на актуелнава седница на Комисијата за избори и именувања, но кој колку ќе говори и дали некој предолго говори, ние може да си поставуваме забелешки во нашите семејства и тоа дали нашите сопруги, деца, пријатели, роднини предолго говорат кога ќе бидат дел од некои наши семејни собири, е наше право и може да се упати таква забелешка, но ако пратеник реши да и е мотивиран да говори 5 минути или 5 часа или 15 часа, тоа е негово право и не може никој да го прекинува. И затоа сметам дека врз основа, пак ќе кажам, на деловникот, каде што секој пратеник има право да му бидат обезбедени соодветни услови за вршење на функцијата пратеник, се во потполна подкрепа, одат во потполна подкрепа на правото на колешката Бети Стаменковска-Трајковска да продолжи со својот говор и да ги дозаврши своите аргументи за кандидатот Јовески, затоа што и ние како членови на оваа комисија не само што имаме право, туку имаме и интерес да слушнеме што се уште има да каже колешката Бети Стаменковска-Трајковска, и тоа може многу да влијае на нашата крајна одлука, може би ќе влијае и на вашата, но на крајот од криштата и да не влијае, јавноста има право да го слушне секој позитивен аргумент, негативен аргумент, критика или било што за ваква битна државна позиција и кандидатите кои што се предложени, и тоа право не треба да се ускрати, бидејќи пак ќе се навратам на деловникот на оваа комисија, каде што е запишано дека членот 36, представниците на средствата за јавно информирање во согласно со прописите за внатрешниот ред на собранието може да присуствуваат на седницата на комисијата заради известување на јавноста за работата на комисијата. Тоа значи дека не само што колешката Бети Стаменковска-Трајковска има право нам да ни ги соопшти незините аргументи, сознанија, критики и пофалби за кандидатот Љубомир Јовески, туку според деловник комисијата е обврзана сите овие
излагања, говори, информации и аргументи да ги направи достапни на јавноста, а не може со прекин на нечив говор, тоа е спротивно на исто и на членот 36 од деловникот на оваа комисија, да се оневозможи самата јавност и медиумите кои што гледаме дека со, би рекол, прилично висок интерес ја следат оваа тема, да им се ускрати да бидат целосно информирани, а како што гледаме, кога и самата пратеничка Бети Стаменковска-Треговска не би имала што повеќе да каже или не би била заинтересирана, таа не би била ни присутна. И тоа би бил најсилниот аргумент кој што би одел можеби по некоја логика во ваша полза, да кажете, ете, пратеничката се откажа, ме извести, одсутна е, не сака да дојде, не се пријавила, но вие гледате дека таа е исто колку што сте вие присутни на оваа комисија, исто толку и таа е присутна и можеби присутна многу повеќе од некои членови или заменици членови на оваа комисија, и затоа сметам дека врз основа на начелото кое што произлегува од деловникот дека на пратеникот треба да му бидат обезбедени соодветни услови за вршење на функцијата пратеник, вие треба да ја дадете можност да го доврши својот говор и ќе повторам, дури и во продолжувањето на тој говор, доколку таа има потреба од било каква физиолошка потреба, дали тоа ќе биде чаша вода или ќе биде некоја пауза од 5-10 минути, и тоа сте должни да го овозможите, бидејќи тоа е дел од вашата колегијалност и создавање на еднакви услови за работа на сите пратеници. И сметам дека не треба да се дискриминира по тој основ, само затоа што говорела подолго, да и се ускрати можноста да го доврши говорот. На крајот од криштата, подолгото говорење не именува ништо во личниот доход, ниту пак вам ви менува нешто во трошоците, и таа го прави тоа врз основа на нејзината слободна волја и убедување, и си има мандат тоа да го прави. Граѓаните ќе ценат дали таквиот говор од 10 часа бил полезен, бил корисен, бил за неа промотивен или имал можеби поинаков карактер или оценка ќе добија, тоа ќе си процени јавноста, но од ваша страна не би требало да се прекинуваат ваквите говорници, бидејќи прекинувањето на говорникот или користењето на неговото излегување заради некоја физиолошка потреба не е основа на некого да му се одземе можноста да се доискаже по однос на самото излагање. И она што сметам дека е поврзано со оваа процедура, треба да го знаете, објавено е во еден дневен вестник кај нас од стручни лица кои што се занимаваат со таа проблематика, е дека да бидам со посоодветен речник да го кажам, неизвршувањето на такви физиолошки потреби кои што секој ги има, може да има и неповолни последици за самата личност, на која што тоа е ускратено или не е овозможено или без разлика под кои околности. Затоа што може да се случи да има разни нуспојави и несакани последици. Ако сакате, ќе ви го дадам, ова е една мала анализа од ризиците здравствени кои што можат да се појават за човекот, за личноста кој што во рокот пишува, ако не се изврши таа физиолошка потреба, подолго од 10 часа може да дојде до нарушување на тие органи, да се одрази штетно и може да предизвика и одредени инфекции на тој дел од телото кои што би биле
непожелни здравствени последици. И затоа сметам дека тоа треба да се има во предвид, иако не е наша примарна задача, но само за ваше подсетување, и тоа не е случајно, во самата зграда на Собранието не случајно има амбуланта. Таа амбуланта не е поставена затоа што немало кој друг да биде во таа просторија. Таа амбуланта е поставена токму заради она што го споменав претходно и што е и ваша должност и на секој претседател на работно тело, обезбедување на соодветни услови за вршење на функцијата. Ние и службениците кои што ни помагаат, во минатото тоа и се случувало. Еднаш сум бил сведок на сега веќе покојниот тогаш пратеник Амди Бајрам, имаше одредени здравствени проблеми поврзани со одреден тип на диабетес. Се даде пауза на работното тело каде што тој учествуваше и му се овозможи кратка, би рекол, интервенција и преглед за да може потоа да продолжи да си го оствари своето право како пратеник. И затоа сметам дека вашето оневозможување на некој кој што говори 10 часа да оствари, рекол, таква, да изврши таква потреба од 5 или 10 минути, навистина не само што не е деловнички, туку сметам дека не е ниту колегијално, бидејќи на секого од нас или вам или на некој друг, тоа може во некоја друга прилика да му биде потреба или да се случи и секој од нас би бил коректен и не би ви оневозможил да си ги завршите вашите лични потреби и нормално тоа да не влијае на вашето право потоа да се доизјасните таму каде што сте почнале со одредена интервенција на дали е тоа на оваа комисија или на некоја друга комисија. И пак ќе се вратам само да направам еден рекапитулар. Значи, членот 8, една процедурална интервенција за работата на оваа комисија, а тоа е доставување или недоставување на покана за седницата до органите на државната управа и други органи и организации кои на седницата на комисијата се разгледуваат прашања од нивна надлежност. Овде сметам дека требало да доставите покана до Уставниот суд и да бидат и нормално на секоја седница, како што тоа го прави собранискиот спикер, да прочитате кои се поканети, а според мене овој член дава дури поширока можност, бидејќи пишува до други органи и организации, можел да биде поканет и представник на Министерството за правда, можел да биде поканет и представник на невладините организации за правично судење, за правосудство, за Уставен суд или за адвокатска комора или други организации кои што имаат работа со Уставниот суд и тие да бидат присутни. И сметам дека тука имате направено пропуст. Втората процедурална беше според членот 10 од деловникот на оваа комисија, каде што во став 2 пишува во работата на комисијата може да учествуваат и пратеници кои не се членови на оваа комисија, без право на одлучување. И пак ќе го споменам колегата Тони Аревски, тој не побара да одлучува, ниту гласал, ниту има право да гласа, и од вас тоа никој не го бара, ниту пак за тоа ви интервенираме, но побарал процедурална интервенција што е дел од работата на комисијата. И тој има право, како член на Собранието и пратеник, да учествува во работата на оваа комисија и тоа право вие не можете, не смеете според деловникот да му го ускратувате. И последниот, што го кажав, член 36, поврзан со представниците на средствата за јавно информирање и говорот на пратеничката Бети Стаменковска-Трајковска, дека вие имате обврска
на секој пратеник да му бидат обезбедени услови за вршење на функцијата пратеник. Сметам дека незината функција пратеник е токму тоа да ги изнесе во материјална расправа своите аргументи за секој предложен кандидат. Очигледно е дека била мотивирана и со најголем број на аргументи, сознанија, факти и одредени наводи, незини согледувања за актуелниот кандидат за кого што дискутираме. Јас не се вклучувам во таа материјална расправа, бидејќи ми е процедурална интервенција, но таа има право да продолжи со незината материјална расправа по оваа точка, а со самото тоа ние како пратеници ќе добиеме повеќе сознанија за самиот кандидат, без разлика дали тие сознанија одат во прилог на предлагачите или одат во прилог на оние кои што сметаат дека е несоодветен предлог, или без разлика дали се поволни или се неповолни за предложениот кандидат. И не само тоа, според член 36, незините излагања има право да ги слушне и јавноста, а бидејќи самата колешка и вие гледате за време на паузите или прекините на оваа седница, ви најавува и е присутна дека има уште многу што да каже за кандидатот предложен од владачкото мнозинство Љубомир Јовевски. Сметам дека тоа е доволен аргумент да и се дозволи во интерес на работата на комисијата, во интерес на сите пратеници и средствата за јавно информирање, да може да ги доискаже своите аргументи, без разлика дали ќе сруши некој рекорд во говорењето или ќе биде можеби поконцизно овој пат, можеби ќе проложи уште 10 минути. Можеби ќе продолжи уште 10 часа, но тоа не е тема која што ја регулира деловникот, тоа е право на пратеникот. И затоа сметам дека таквото право не треба да ја го ускратите на нашата колешка Бети Стаменковска Трајковска, и се надевам дека ќе ги уважите овие процедурални забелешки. И со самото тоа ќе создадете и подобра работна атмосфера во комисијата, за да продолжиме со материјалната расправа, што ако има и подобра работна атмосфера, сигурен сум дека ќе биде и подобро и за вас како председател на комисијата да имате и поволни услови за работа и поголемо почитување од страна на колегите, без разлика од која пратеничка група доаѓаат или можеби се независни пратеници, но во секој случај ако рамноправно ги третирате и еднакво ги применувате деловничките членови на секој пратеник во вршењето на неговата функција, тоа ќе